Нашата идеја беше не само да бидат уфатени флората и фауната од поднебјето на Дојранскиот регион, како исто и оние експонати што ги имаме, односно примероци кои што се живеат во Дојранското езеро, така и оние што се надвор. Нашата идеја беше да се прошири таа дејност, односно да се збогатат збирката со експонати и артефакти кои што ќе бидат пронајдени на подрачјето на општина Дојран. Односно, ако веќе знаеме дека Дојран е еден историски локалитет каде што имаме доста археолошки наоѓалишта, сите експонати кои што беа во истражувањата пронајдени, значи тука имаме остатоци од Првата светска војна, некои орудија или други артефакти кои што се пронајдени во нашиот регион, сакавме да ја збогатиме збирката и така да го опремивме музеот, односно просторијата и ја проширивме и исто така тие се на дофат на туристите за да можат да ги конзумират, односно да ги видат и да можат да се подсетат за некој историски настан во општината. Има ли, доаѓаат ли, се интересираат ли туристи? Од каде најмногу доаѓаат? Предпоставам во организирани групи, но од каде доаѓаат и што е она што им ги привлече вниманието? Првата, односно фронтовата линија, мислам дека сепак доминира во тој аспект, или? Па да ви кажам дека интензитетот на посета на гости од страната, баш поради таа причина што тука се одвивала Првата светска војна, имаме посета на гости и од Република Бугарија, исто и од други држави кои што на некој начин нивните дедовци или прадедовци учествувале тука, така да имаме заинтересираност на посета и од странски гости од другите европски земји кои што се биле учесници во тој немил настан, да кажеме фронтот што се одвивал Солунски фронт на територијата на општина Дојран. Инаку музеот, односно изложбениот салон работи во период кога имаме некои организирани посети, но и при секоја заинтересираност ние сме во можност да ги обслужиме оние посетители кои што сакат да го видат.